Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. И вечерва зборуваме на тема патриотизам зад решетки. Имаме и причина. Денеска апелација ги започна отворените седници, јавни седници, на кои што ги разгледува жалбите на дел од притворените за, како што велат, незаконскиот притвор. Според информациите, на дел од оние кои што пристигнале веќе жалбите, ќе се разгледуваат на отворени седници, се очекува и на останатите на кои што за време на празниците не беа пристигнати уредно жалбите на време, кога ќе пристигнат да имаат и тие седници на кои што ќе се разгледуваат нивните барања. Се уште се зад решетки, се уште се во притвор 27 македонци кои што беа дел од иницијативата за заедничка Македонија и кои што беа дел од организаторите на протестите. Во притвор се и дел од пратениците кои што обвинителството смета дека имале вина за настаните од 27 април во собранието на Република Македонија. Токму затоа вечерва во студиото зборувам со моите гости, господин Сотир Костов, добро вечер, повторно, дел од граѓанската иницијатива која што има за задача да ја подигне свеста и да ја разбуди свеста и кај правниот систем, но и кај сите други граѓани да ги убедите дека притворот за овие лица кои што се во притвор е непотребен. Крсто Јовановски и неоснован, така, господинот Крсто Јовановски кој што е и пратеник и од таа страна сочувствувате со овие луѓе, но и сте поддржувачи и сте исто така актер, односно од светот на уметноста, дел од овие луѓе кои што се во притвор сега се уметници. Македонец и патриот. Македонец и патриот, токму така. И добро вечер велам за господинот Тацо Станковски кој исто така од таа фела и е поддржувач на оваа иницијатива. Вие ми доставивте на песна за која што е многу интересна поема, не е песна, која што соодветствува некако со ова за која што вие вечерва сакате да говорите. Господин Костов, вие испративте многу писма до многу лица и правници и организации ширум светот. Добивте и повратно некоја, добивте и многу поддршка од поранешни суди, поранешни обвинители, луѓе од правната фела, обични граѓани македонци кои што ја поддржуваат вашата иницијатива. За тоа ќе говориме подоцна, но ајде да започнеме со оваа балада која што ми ја доставивте. Се вели дека е балада за Саки и Венцети. Ќе прочитам дел од баладата за да гледачите можат да видат за што станува збор. Татко, да, јас сум затвореник, но не го осудувај мојот злочин. Злочинот е љубов кон заборавените. Само молчењето е срамно. Ке ти кажам што не снајде. Уметноста која се провлекува низ вековите, погледни ги годините и ќе пронајдеш тоа што ја затемнува целата наша историја. Против нас е законот, со својата немерлива сила и моќ. Против нас е законот. Полицајците знаат како човекот да го направат виновен или невин. Против нас е силата на полицијата, срамните лаги кои луѓето ги изговорија. Секогаш богато ќе бидат платени со злато. Против нас е моќта на златото. Ова е само дел од оваа поема. За што станува збор? За кого е наменета оваа поема? Кој се господин Нацо? Било кој? Видете, ова е балада напишана од Джоана Баес, кантавторка и една од најголемите протестни пејачки во Америка и во светот, заедно со Дилан. На нејзин текст и на музика на Енио Морикони. Се работи за двојца италијанци имигранти во САД во 20-тите години од минатиот век, кои неосновано, без докази, се притворени, судени и осудени за убиство и за разбойништво, наводно учествувале во некои синдикални движења и ќе се покаже дека тие не се ниту убиците, нити разбойништвото, нити кражбите ги направиле. Цела Америка се дигна на нози, интелигенцијата, уметничкиот свет, но судството тогашно во Америка, а кажува и атмосферата, какво било тоа се првите денови на макартизма, потоа и на гонењето на вештерки, црвеното зло и така натаму до Октомвриската револуција, покажува дека без докази се судело и се обвинувало луѓе од не се од мајнстрим линијата на званичната политика. Инаку тоа е една од најубавите балади било кога испеана во 50-тите години, а се однесува на 20-тите години од 20-тиот век и слично на неа има уште една шансона од Миреј Матије, која исто така пее за овие двојца херои, работнички херои се тие, значи Николо Саки и Бартоломеј Венцети. За почеток би било тоа. Така, значи некако овие зборови во оваа балада можете да ги поврзете со она што се случува на дел од нашите уметници сега. Па еве, само молчењето е срам.
Значи, молчењето е срамота за вакви работи. Така. Оттаму и го влечеме тој слов. Так. Оно што го коментираат сите познавачи на правниот систем велат дека преригорозна е казната притвор за едно вакво дело, што делото, да повториме, е тероризам врз Уставот на Република Македонија, што звучи страшно, нели? Меѓутоа дека е мерката притвор пренасилена, непотребна и неоснована во овој случај. Тоа се коментарите на оние кои што ги поддржуваат. Вие доаѓате од светот на уметноста. Многу лесно можевте вие да бидете еден од оние кои што сега можеби ќе беа зад притвор. Многу ми навелат дека луѓето кои што сега се зад решетки, Дурловски и останатите, нели, да не ги менуваме сите подред, единствена вина што имате што биле дел од организацијата на овие протести. Најпрво, добро вечер на сите гледачи на телевизија Нова. На сите им ги честитам новогодишните и божикните празници. Благодарам. Им посакувам да имаат здравје, да имаат среќа, да имаат љубов и мир Божји во нивните домови. Им посакувам во оваа година да не бидат сведоци на вакви нечовечки однесувања, односно на однесување на човек против човек. Во контекст на ова, како вие ја почнавте, вечерашнава емисија, јас ќе се придружам со две-три реченички во однос на притворената уметност, нели олицетворена преку овие луѓе кои ги спомнавме, преку Дурловски, Владо, Борис Дамовски и така натаму и така натаму. Но не значи тоа дека само нив ќе ги зборуваме вечерва или ќе зборуваме само за нив, ќе зборуваме за сите кои се притворени и се дел од ова. Така да вели во еден момент, ова е извлечено дел од ова поема или така. сонг, еден таков напишан, кој вели вака: татковино моја, јас сум затвореник. Не срами се од мојот злочин. Ако љубовта, патриотизмот и желбата за надеж е злочин. Идеја, сон, љубов и грижа за секое човечко суштество. Револуцијата се пренесува од човек на човек за човек. Така нека бидат овие првични мои воведни зборови во оваа емисија вечерва, што се однесува за ова. Да проговориме. Јас мислам дека бев еднаш овде, зборував за тој 27 април. Зборував дека и јас сум дел од тие 75 дена, додека се движеа луѓето низ улиците во Скопје за заедничка Македонија, како македонец, како патриот, како граѓанин на оваа држава кој не сака унитаризмот на државата или некакви надворешни и внатрешни сили да го разединат сето тоа и да го продадат пошто зошто. Почувствувавте потреба дека треба да го... Па, без разлика што сум пратеник во собранието, јас сум прво човек, нели, и граѓанин сум овде, па после сум се друго оно што треба да биде човек. Ако вие зборувате за рушење и кршење на устав и во името на тоа изрекувате драконски казни за тероризам на луѓе кои 7 месеци пред да бидат притворени за квалификацијата тероризам живееја мирно меѓу нас сите, пратениците доаѓаа на седници, нема никакви терористички акции, нити некој беше загрозен. Терорист. Знаете што значи терорист? Е страшна работа. И сега одеднаш вие некакво обвинение за тероризам. Терорист бил Игор Дурловски, терорист бил Бетмен. Пазете, 7 месеци после овој нас. Терорист бил Владо Јовановски. Терорист бил Борис Дамовски. И сите оние кои се нели затворени внатре. Терорист бил на крај краишта и Митко Чавков, бивши министер нели за внатрешни работи. 7 месеци се движеше овде низ градот. Кого нападнаа тие? Кого го уништија? Што на некого му направија тие? Нели? Со ништо не направија нешто, за да сега биле терористи за настаните од 27 април. На 27 април, знаете што се случи, нели? Беше избран нелегално председател на собрание и со недоволен број на гласови. Тоа е кршење на устав. Тоа е силување на демократијата во Македонија. Каква врска имаат овие луѓе со тоа? Баш као од сето тоа ние,
барем пратениците што бевме внатре, и овие луѓе кои се притворени, бевме во салата, ние не ни знаевме дека некој е горе. И дека држат пресконференција и да се случува ова што се случува. И ви го тврдам тоа како човек, дека не знаев. Белки и камерите што не снимаат, ќе имаше некој од нас или од овие кои се притворени горе, ако тепале некого и ако удриле врз уставот, против кого удриле? Што беше тогаш господинот Заев? Премиер? Пратеник. Што беше господинот Шилегов или Чекерински? Се одговараат пратеници. оние, но така. Има дело и за Тие не беа оние... никаква власт во Македонија. Има дело и за оние кои што Не, извршија сакам да кажам, физичко че против насилство, кого? тоа не се овие луѓе. Кого, како го штитеа они уставот? Тие луѓе се пратеници. Против кого овие луѓе дигнаа рака за да бидат терористи? Луѓе да бидеме нормални, прво треба да се однесуваме како што треба. Јас дори се обидувам да излезам од овој кошмар, нели како вели песната на Блаже Конески. Живеам во некој... Мислам дека ова не се случува кај мене во мојата држава. Се обидувам да не верувам во ова што ни се случува. Кои се тие судии кои до вчера судеа обратно, сега судат обратно? Тие прифаќаат да може незаконски стекнатите разговори телефонски да бидат користени во судски процеси, а овие што се со пим мерки да не биле сега. Замислете, а човеков кој сега е премиер, а тогаш нели узурпиран или тероризиран од страна на овие затворени, фатение, нели? Да направиме разлика. Овие што се... фатение како бара мито и корупција. Не, господине Јовановски, мора да направиме разлика, само за да биде на гледачите јасно. Овие луѓе кои што се во притвор не се за физичкиот напад врз пратениците. А зашто се? Тие се за тероризам врз уставот. Оние кои што вршеа физички напад, нели веќе има и против чек, нив луѓе, посебно, за кој нели устав беше зборуваме? дедето беше осуден на 4 години затвор за Шекеринска. Ама како го скршија тие уставот? Со што? Ова дело на овие 27 луѓе 30 и колку и 6 се вкупно, нели 27 што се во притвор, е за загрозување, тероризирање, тероризам врз уставот. Кого го тероризира? Уставот и законскиот поредок. Така стои во обвинението. Па уставот кој го скрши прв? Овие луѓе влегоа внатре затоа што се патриоти, пееја песни. Ние седевме во столиците во парламентот, не има на снимките. Сите бевме внатре. Против кого ние? Кој устав го скршивме? Го скршија тие со 57 или колку беа таму луѓе кои гласаа и кои создадоа таква атмосфера. И сега избраа председател. Кој го скрши уставот? Мислам, не ми е јасно мене. Да расчистиме со некој нешто. Она што нешто. сакам да го прашаме господин Тацо Станковски, кој што исто така беше дел од оваа иницијатива, вие сте уметник. Уметниците од секогаш биле двигатели на развојот на општеството, секогаш биле предводници на некои новини кои што треба да се кажат и секогаш гласно имале можност гласно да го кажете, се чуе тоа што има да го кажат. Дали со овие бевме сведоци дека за заедничка Македонија собра многу уметници, многу јавни личности кои што сите говореа зад таа иницијатива за заедничка Македонија, повикувајќи да не се прифаќа тиранската платформа и така натака и така натака. Овие уметници сега дел од нив се зад решетки, не се сите, нели? Дали се, без разлика како ќе заврши цел овој случај, дали ќе бидат обвинети или нема да бидат обвинети, сепак се чини дека се испраќа една порака, ние новинарите може да забележиме дека малку уметниците кога сега ќе им се ајме на телефон да коментираат за било што се случува, некако се повлечени. Се угушили слободната мисла на уметниците во однос на општествените прашања, нели? Па не би рекол. Би се вратил малце назад кога беше нели целата антипропаганда против проектот Скопје 2014. Освен Мацко Камиловски, Коки Јанев и уште некои од уметниците, ретко кој се појавуваше, јас се појавував. Зошто така ретко се појавува уметниците? Затоа што дискурсот е пренесен сега на мрежите. Имаше страотни оркестрирани напади од страна на експонентите на денешната власт, нели, денешната позиција на СДСМ и кој да се пројавеше ќе беше нападнат од групи, од орди такви подржувачи, нели, на највулгарен начин и со закани. Јас сум имал закани по телефон, нели, по живот и така натака и другите имале, ние комуницираме меѓу себе.
Но секогаш ќе има дел од уметниците кои нема да се плашат од тие закани и од нивната поднаводници сила, нели, брутална сила, и ќе излегуваат со свој став на јавната сцена и ќе го кажат тој став, зашто е многу битно, посебно сега, зашто мислам дека народот е малце и уплашен. Уплашен е за своите работи, а уплашен најмногу затоа што гледа дека всушност заканите кои беа чисто еден пропагандистички ресурс сега се остварува. Значи Македонија и системот политички у Македонија рапидно оди кон тоталитаризам. Тоа е евидентно. Да уапсите уметници без причина, тоа е навистина чист знак на еден нацистички или болшевистички или фашистички тоталитаризам. Тоа го имало во минатото. Многу ми навелат дека биле изманипулирани овие уметници, односно дека биле партиски злоупотребени, дека не им било местото да бидат на тие протести во собранието, дека требале да си ја гледаат својата уметничка работа. Тоа е коментарот, нели, на многумина, дека се залетале уметниците. Што вие мислите за тоа, се залетале? Воопшто не се залетаа, затоа што уметниците и не се работи тука само за уметници. Тука имаше во еден момент преку 300.000 граѓани кога излегоа, кога дојде господинот Хан тука да нели витка кичмата на ВМРО и на другите представници пред се на председател Ѓорѓе Иванов, се појавува огромен број на луѓе. Тоа не беа уметници, тоа беше масата на граѓани кои сакаа да си ја зачуваат државата, онаква каква е, сувереноста пред се на државата, затоа што оваа држава е скапо платена, не е ова некоја држава дадена на поклон, или да е некоја друга држава бомбардирана па да се добие некоја независност. Ова е борба со векови, тоа мачна борба и ние успеавме само еден дел од таа наша етничка територија да ја претвориме во држава. Ние сме едни од најголемите лузери како народ во 20. век со геноцид еден и веројатно со уште еден за време на Балканските и Првата светска војна, а потоа кампањата нели во Грција, граѓанската војна. Вие да имате 30.000 деца бегалци, замислете колку има возрастни бегалци. Они зборат за некои 60 и кусури илјади, сигурно се преку 250.000 бегалци. Значи тамо е дезавуирана целата состојба, нели, хумана и човечка и цивилизацијска. И сега веројатно тоа е дел од планот. И овие луѓе против кои се побунија граѓаните, прибидејќи прекогнира, прибидејќи имаше јако освестување, јак диалог на сите нивоа, едноставно луѓето сватија и видеа дека се спрема едно велепредавство, значи се спрема едно трошење на националните интереси без потреба, поради нечии цели, нели да владее или да биде побогат отколку што е богат и така натака, или да има некакво влијание, или можеби геостратегиски некои интереси, нели све тоа иде заедно како еден комплекс, така. Меѓутоа, да се вратиме на целата оваа ситуација, прибидејќи тие веќе ги уапсија и ги осудија тие луѓе што беа горе во прес-центарот и покажаа агресија, која исто така може да се анализира на еден психолошки начин, зошто таа агресија така, масата знае и како да тоа понесе, се случи. И тоа треба да се анализира, не е само нив да ги отфрлиме. Тие сигурно имале јаки причини да бидат така агресивни, прибидејќи преживеа една психолошка тортура, која траеше со години веќе, до тој момент. Во секој случај тие се осудени за учество во толпа и насилство. Значи не за тероризам. А овие мирните луѓе, песнопојци, раздрагани граѓани кои влегоа внатре, сепак парламентот е на граѓаните. И сепак тие граѓани почувствуваа голема вознемиреност поради тоа што почна да се крши уставот на Република Македонија и беше загрозена сувереноста. Прво со пеењето на албанската химна. Тоа веќе беше знак дека тука има окупатор некој. Многу ми навела дека се тоа било прогласува, провокација, да, но потоа и тој егрегор магијашки, нели, преку кој на еден крајно перфиден и би рекол псевдо регуларен начин се избра новата власт, фактички, со 57 или 8 пратеника. Значи, некои дигаа по две раце или пуштаат два рога, нели, за да има доволно гласови за да биде изберен господинот
Талја Џафер или како веќе се вика тој човек. Во секој случај, мислам дека со ова апсење тие си пукаа во нога. Зашто е тоа апсење? Тоа треба да се анализира, тоа е многу битна работа. Мислам дека тоа не е потикнато, можеби само на еден желбовен начин е потикнато од структурите на СДСМ, тоест на власта, но мислам дека некој покрупен играч ги влече тие конци. Еве зошто. Затоа што кога вие ќе уапсите еден толкав број луѓе, тогаш автоматски ставате огромна одговорност врз партијата која е нивен френд, така, која е опозицијска или антагонистичка на вашите политики. И кога ги имате тие луѓе, таа партија треба да биде припитомена, да биде повикана на еден дил и да биде попустлива, затоа што ако не ги прифатите овие услови... Зборувате за уцена? За уцена. Токму така, чисто мафијашки, еден гангстерски потез, ќе ви киднапирам некој кој ви е многу значаен и вие веќе сте принудени да соработувате. Но не треба да се соработува со гангстери. Значи, не треба со гангстерски политики да се соработува. Треба да се отфрлат и треба народот да си го побара своето право, својата сувереност и својата државност. Зашто на овој начин они мислеа дека брзо ќе ги скршат, нели, тие луѓе што останаа надвор и што ќе извршат исто така предавство и велепредавство за да излезат нивните пријатели, нивните блиски. Но тоа нема да се случи. Така да они сега проголтаа еден тврд камен, една бактерија која ги гризе однатре, ги пустоши и не знаат што да прават. Значи, човекот што го издал ова како наредба, мастермајндот, е многу добар разурнувач, но тотален идиот како политичар. Значи, не знае, а него не знае нит балканскиот, нит македонскиот менталитет и затоа очекувам да си ги скршат роговите. Изборот тинет кој што нема превод на англиски. Тоа дури ќе се види на пролет, предпоставувам. Тоа е во нашиот генетски код, тоа уште во древни времења, не само кај нас, сега кај црногорците. Листај горе од цвета и цвеќе, Црна Гора убој крече. Тоа е, значи, пролет. Така, ние на пролет комидите излагале во планина, а негде во есента се прибирале кај... Очекувате нов превод? Па нема друг излез, затоа што тие се сега заглавени. Ако ги пуштат, одма ќе се види дека всушност им пропадна планот и ќе го изгубат ресурсот за уцена. А ако не ги пуштат, тогаш све повеќе народот, значи народот е сега се уште во една фаза на страв, зачуденост, занеменост, инхибираност. Но полека тој страв, како иде време, затоа што психата човечка е динамична категорија, ќе почне да се претвара во гнев. И тој гнев ќе расте. И толку ќе нарасне, што како цунами ќе ги збрише од политичката сцена. Така ја мислам. А ќе видиме се вишниот што предвиде. Ќе се вратиме да зборуваме за судството, судиите, оно што ни се случува, но прво мора да направиме кратка пауза за реклами, па се враќаме назад во студијата. Или пуштаат два рога, нели, за да има доволно гласови за да биде изберен господинот Талја Џафер или како веќе се вика тој човек. Во секој случај, мислам дека со ова апсење тие си пукаа во нога. Зашто е тоа апсење? Тоа треба да се анализира, тоа е многу битна работа. Мислам дека тоа не е потикнато, можеби само на еден желбовен начин е потикнато од структурите на СДСМ, тоест на власта, но мислам дека некој покрупен играч ги влече тие конци. Еве зошто. Затоа што кога вие ќе уапсите еден толкав број луѓе, тогаш автоматски ставате огромна одговорност врз партијата која е нивен френд, така, која е опозицијска или антагонистичка на вашите политики. И кога ги имате тие луѓе, таа партија треба да биде припитомена, да биде повикана на еден дил и да биде попустлива, затоа што ако не ги прифатите овие услови... Зборувате за уцена? За уцена. Токму така, чисто мафијашки, еден гангстерски потез, ќе ви киднапирам некој кој ви е многу значаен и вие веќе сте принудени да соработувате. Но
не треба да се соработува со гангстери. Значи не треба со гангстерски политики да се соработува. Треба да се отфрлат и треба народот да си го побара своето право, својата сувереност и својата државност. Зашто на овој начин они мислеа дека брзо ќе ги скршат, нели, тие луѓе што останаа надвор и што ќе извршат исто така предавство и велепредавство за да излезат нивните пријатели, нивните блиски. Но тоа нема да се случи. Така да они сега проголтаа еден тврд камен, една бактерија која ги гризе однатре, ги пустоши и не знаат што да прават. Значи, човекот што го издал ова како наредба, мастермајндот, е многу добар разурнувач, но тотален идиот како политичар. Значи, не знае, а него не знае нит балканскиот, нит македонскиот менталитет и затоа очекувам да си ги скршат роговите. Изборот тинат кој што нема превод на англиски. Тоа дури ќе се види на пролет, предпоставувам. Тоа е во нашиот генетски код, тоа уште во древни времења, не само кај нас, сега кај црногорците. Листај горе од цвета и цвеќе, Црна Гора убој крече. Тоа е значи пролет. Така, ние на пролет комидите излагале во планина, а негде во есента се прибирале кај... Очекувате нов превод? Па нема друг излез, затоа што тие се сега заглавени. Ако ги пуштат, одма ќе се види дека всушност им пропадна планот и ќе го изгубат ресурсот за уцена. А ако не ги пуштат, тогаш све повеќе народот, значи народот е сега се уште во една фаза на страв, зачуденост, занеменост, инхибираност. Но полека тој страв, како иде време, затоа што психата човечка е динамична категорија, ќе почне да се претвара во гнев. И тој гнев ќе расте. И толку ќе нарасне, што како цунами ќе ги збрише од политичката сцена. Така ја мислам. А ќе видиме Севишниот што предвидел. Ќе се вратиме да зборуваме за судството, судиите, оно што ни се случува, но прво мора да направиме кратка пауза за реклами, па се враќаме назад во студијата. Пред рекламите, рековте господин Станковски, една реченица дека оно што ми направил злосторство, геноцид, може би можам да простам, но не смеам да заборавам, а во Македонија се чини секој чудо за 3 дена. Многу брзо некако ни поминуваат работите и еве во овој случај, за да простиш, треба оној од другата страна да ја признае грешката, за да може да побара прошка. За да можеш така, но да тука простиш. нема признавање на грешка. Прошка, тоа сакам да прашам. Туку мислам дека ние воопшто не учиме, нашите политички елити воопшто не учат од минатото. Ние бевме неколку пати насамарени од грците, од нивната дипломатија. Од сите одоколу. Од нивното државничко искуство. И со помош на другите секако. Требаше, нели, смената на името да трае 2 месеца, па трае 20 и кусур години. Што се однесува до Александар, еве, например, споменикот нив, демек, ние сме им го превзеле тој нивен национален историски јунак. Па сега испадња дека не е ексклузивно наш, значи некој чуден хаос се случува во нивните глави. Еве, например, пред некои 20 години имаше иницијатива да се постави споменик на Александар Македонски и во Атина, во Солун го има и во Атина. Но граѓаните атински, познавајќи си ја собствената историја, дека Александар Македонски ја обседнувал Атина, изгубил многу војска при тоа и кога ја освоил, ја запалил, горела 3 дена, мајки со деца се фрлеле од тие хридини, одбиле да го постават споменикот. Сега како ние сме иредентисти, а тие не сакаат да го постават. Ама тие паметат и не го поставуваат Александар, затоа што им направил зло. Нека им наредат на солуњаните од Атина, како политички центар, да го тргнат Александар Македонски, затоа што е гркоубиец. А ако нас не тера да го тргнеме споменикот на Александар Македонски, кој при тоа не е ни Александар Македонски, туку е војна конј, и тамо нема сонце со 16 зрака, туку се со 15 или 17, и неговиот меч не е махера, туку е гладио, римски, тогаш што бараат они? Тоа е војна конј. Тоа македонецот тука на еден суптилен начин се обидува да го слави својот херој, но не смее затоа што гркот, нели, ќе го казни. Па ние цело време се во некоја глувчешка подредена позиција. Тоа ни еден достоинствен човек не може да го поднесе.
Не може да го поднесе. Поради Божиот дар да има достоинство и свест. Едноставно поради тоа, поради таа суштина екзистенционална. Значи не е стварта само како формална некоја ситуација, дали ова е окей, дали оваа сликичка или овој знак е окей. Не, се работи за една вивистичка, суштинска, екзистенционална потреба на духот. Сега, Без господин дух Станковски, секој човек е мртовец, се убили зомби. достоинството кај македонската Тоа е интелектуална зашто мисла имаме и кај идиоти овие политичари. 27 притворени. Имаме уплашени кукавици политичари, корумпирани, кои за шака долари си го продаваат собствениот народ и собственото достоинство. Но не е лесно да бидеш 60 и кусур дена во притвор. Човек Тоа кој се што херои. Тие сега добиваат, се рушили достоинството така. кај нив не. Тие го добиваат, затворениците го добиваат, а тие што ги затворија, тие немаат веќе никакво достоинство. А тие што се затворени, тие ќе бидат нашите Но ќе херои. имаат- Тие ќе бидат нашите Гандиевци и нашите Нелсон Менделовци. Неминовно ќе имаат Слушај малку. ќе имаат удар на нивната кариера, семеен Анита, живот и така. Анита. Додека не падне здравје. оваа власт. Не, Кој ќе Анита. падне оваа власт, како со најубав мелем ќе биде сето тоа исцелено, а они ќе добијат повеќе. Зашто Господ дава на мачениците. Меѓутоа зборувавме за она во светот, еве Дурловски утре. Дали ќе го викнат повторно во Миланска Сигурно, ќе скала го како викнат терорист? дури и повеќе од тоа. Верувајте ми, Ќе пак биде ти има звезда уште звезда ќе поголема. биде. Вака сега да ви кажам. Значи, ако ти ја бришеш историјата, тогаш немаш идентитет. Народ без историја нема идентитет. Тоа ви го кажува господинот Заев константно. Не реагираме. Нас ни е побитно дали името ќе се смени и овие други работи, отколку економија. Ништо не се случува на полето на економија, а огромни пари се задолжени. Имаме рецесија. Страшно. И она за кое се јавив да ви кажам. Значи, не знам дали, со ова наговестувам дали ќе имаме можност во емисијата да проговориме, оти оваа емисија не е само за нас, за гледачите. Да им ги отвориме малку чакрите на луѓето. Дека не се плашиме ние од никого. Зошто не се плашиме? Затоа што знаеме, само слабаци, полуидиоти и никакви луѓе може да се одмаздуваат. Мокни, јаки и силни луѓе простуваат ова што го зборуваш. Немаат А потреба за интелектуалци одмазда, да. игнорираат. Значи, дали ме разбравте за што ви зборувам сега? Тоа се една шака од луѓе кои си го дале својата душа си ја продале на ѓаволот, кој работи на штета на нивните, на штета на своите. Тие, ако е толку добро да се смени името и дека ќе имало, како се вика, мет и млеко, зошто секој дневно ни го трубат тоа? За да те затрујат. Ако е тоа, кога треба да се смени името? Во јуни или јули, така рекоа? Еве, ние сме на овој став дека треба да се смени, го тргаме настрана, дај да видиме на економиски план што ќе правиме. Кој ќе дојде јули месец, ајде луѓе да гласаме за името, референдум или така натаму. Значи, свесно, уште повеќе, уште со поголеми закани, те трујат секој дневно. А тие зборуваа, нели, за режим на медиуми. Тие зборуваа, нели, обратно дека се случувало. Сега видете да ви кажам, јас немам проблем со тоа. Немам проблем со себе си. Дали можам да се победам себе си или да останам инертен или да молчам. Јас немам срам во тој поглед, но имам достоинство на крај краишта. И јас ова ако не го кажам, јас имам самиот на себе проблем. Има луѓе кои се благословени од Бога да кажат по нешто. Не е важно тоа колку е добро, но за тоа не примаат никаква финансиска или материјална или не знам каква надокнада. Туку тие мора да го кажат тоа. Што на Исус некој му плати нешто да држи проповед? Да го создаде она што го создаде? На сите овие апостоли им плати некој нешто тоа да го прават? Наспроти сега ова со црквата што ни се случува. На Јуда му е платено. На Јуда му е платено, да. А Исус е ентузијаст. Така. И сега што правиме ние? Ние одиме по линија на помал отпор, влегуваме низ една дупка мала внатре, сите да не снема. Да не ушмука. Затоа што господинот премиер, кој се вели премиер, нели, тврди дека нема патриотизам и дека овие луѓе ќе треба да ги снема. Сите оние кои се шарени или не знам какви невладини организации, кои во изминативе 4 години хараа по оваа држава, секаде кај што стигнеа, и во медиуми, и на улици, кај се сега?
Преку 1000 луѓе се избркани од работа. Кај се да ги видам? Нели зборуваа секој дневно за задушувањето, за загадувањето? Нели во програмата имаат тие луѓе воздух за сите? Каде е воздухов, бре, луѓе? Еве го јануари дојде. Животот? За животот да не зборуваме. Кога сме кај... Дали ме разбирате, Анита? кога Станува сме збор за освестување. А не дали ќе има протести. Тек ќе има. Нема, еве и за воздухот не може да има протести. Чекај, Не коч. се реализира 100 луѓе. Македонците малку покасно А воздухот разбираат. го дишеме сите, нели нормално, не Ќе видите- не интересира. Да, ќе Касно видите палите, за да. скоро време што ќе се случува се и на економски планиво, кога ќе почне овој огромен буџет, нема од што да го полнат. Гледате што прават? Казни, дополнителни, не знам, даноци. Колку минатата година, овој период нафтата беше 44 денари, мислам, или пред 7 месеци нафтата беше 46. Сега ви е 59,5 денари. Сите молчат. А срамно е молчењето. Така? Да, така рековме. Сега кога сме кај... Замислете со што се кога занимаваме, сме а пред кај тоа додека примерот беше... Сакав да прашам, вие имавте на почетокот кога започнавте иницијативата, упативте отворено писмо, испративте писмо до господинот Да. Заев, во кое барате да преиспите одлуката за притвор. Одговор некој добивте? Не, само Тимон не удостои и председателот на државата, Ѓорги Иванов, ама во меѓувреме што направивме? Одени прекрасни книги, судбоносни писма од Ервин Шинко, а ова се писмата низ историјата, што ги праќале Данте, Кампанела, Томас Джеферсон, Џон Вашингтон, Бетовен, Бајрон, Моцарт, Пушкин, Шилер, Гете и така натаму, Достоевски, Толстој, Ниче, Балзак и Сако Иван Цети, што ја излековме ова, дојдовме на идеја, да ви кажам. Сега, ќе ја земиме идејата и бидејќи е наш поддржувач и наш учесник, доктор професор Денко Скаловски, пред 15-20 години им пишуваше писма до македонците. Ја зимаме таа идеја и сега или ќе биде писма до македонците, или писма до граѓаните на Република Македонија, ќе пишуваме до секој жив што мрда писмо. Посланија, подобро да се вика. Добро, послание, ќе не сватат малку поинаку посланија, затоа писмо си е писмо. И тоа е едната активност која шириме до безсвест, ќе ја шириме, а другата е ќе поставуваме прашања. Прашања на пратениците, и на тебе, друже Крсте, Повелете. прашања на премиерот, прашања на министрите, прашања до членовите на Судскиот совет и председателот, членовите на Јавнообвинителскиот совет, до председателот на Врховниот суд и сите во тие пирамиди, прашања во поглед на тоа. Имаме ли тероризам во Македонија? Дали луѓето што го изврши тероризм се во затвор? Дали е некоја заблуда? Дали е некоја фатаморгана? Ќе ни објасни ли некој? Го бараме авторот кој го направил ова дело. Го И да најдовме добиете кој на е. писмено одговор, потпишан од било кој да е потпишано таму, затоа што утре, сега некако се добива впечаток дека еве овие судии кои што ги прозивате се единствените со име и се презиме во оваа ситуација, така? Да, ама Останатите не се. Анита, малку пошироко да гледаме. Јас многу пати сум го критикувал Тимоне, амбасадор на Република Франција во Република Македонија, кој впрочем беше таа ноќ во собранието или до собранието, човекот многу културно во своето интервју одговори. Вакво приведување, притварање и одземање имунитет на пратеници во мојата држава нема. Вакво затварање, приведување на уметници во мојата држава не може да се случи. Да, но што ми е прашањето? Паметните сватија. Сега е корекција. Следува период на корекција. Ние сме малку инертен народ. така. Турците не случајно, Анита, мислам ова еднаш го имам кажано овде пред година-две, турците за нас имат речено, абе, на Балканот на тоа македонците последни им доаѓа акалот. Ова е малку поразително, ама е и поучно, да ви кажам. Касно палиме како рече Поучно е. господин Знајков. Значи, ни следи период сега на голема активност, а да се надеваме дека од денеска добар дел ќе бидат искоригирани, ќе бидат симнати притворите или нешто претворени и така натаму. Инаку ние очекуваме прекин на кривично гонење. Нема сакав да основи кажам, за тоа кривично сакав да гонење, кажам, да, ќе го да ве доживееме тоа, ќе видите, ќе се срамат тие луѓе во некои си темни мрачни простории. Ова политичка харанга што ја смислиле, не должни луѓе да седат во затворите. Кравев кратка анализа на нивните говори, Анита,
Ние ветивме за оваа емисија, ама отиде во друг правец, не ми е жал, убаво издискутиравме. Само сублиматот ќе ви го кажем, во некоја следна емисија ќе кажеме. Говорите на 4 уметника што не се во затвор, јас ги велам оперскиот пејач, режисерот, актерот и блогерот. Еве ги нивните најостри терористички орадија, би рекол, или куршуми. Македонија, Крушевска република, АСНОМ, референдум, суверена, самостојна, заедничко добро, Република Македонија. Македонија, македонци, албанци, влаци, турци, срби, роми, хрвати, бугари, египчани. Македонија, унитарна, независна државност, суверенитет, интегритет, јазик, устав, идентитет. Граѓани, простум, непокор, против црнила, предавство, значи против црнила, предавство и предавници. Епа, ти се мола, Манита, ако е овој тој тероризам, за кој луѓето се притворени и затворени, ова на малку демоде, застарен начин го учев, ми помагаа сопругата и децава, ја вака и реков на мојата сопруга, жено, во прва прилика, на Курска е овие луѓе, да те научат и моите, нашите деца, сакам да ги научиш на ваков тероризам. Тероризам кој во суштина е родолюбие, кој во суштина е патриотизам, зборот што не сака да го чуе човекот кој денеска многу добро го апострофираше Крсте. И тероризам кој те учи како да се ја сакаш државата. Тоа е се, само не е тероризам. Треба сме свесни за тоа. Се срамиме од знамето, Анита. Луѓето знаме немаат македонско дома. Кога сме ке знаме, може да покажеме еден цртеж, ево случајно. Сега ти не знам дали ќе имаме време. Ова е еден цртеж настанат пред 5 до 6 години. Авторот на овој цртеж е Лука Елеманс, македонче дете, го нацртал на 6 години, сега има 11 години, живее во Амстердам, татко холанџанец, мајка македонка, со неговиот дедо, кога јас разговарав нешто за свест, имање и немање, за држава и припадност, тој ми се пофали дека неговото внуче кој живее во Холандија, што нацртал. Го крстил цртежот човекот на месечината. Ама видете кој. Човекот става македонско знаме, Вселенскиот брод има македонско знаме, детето кое не живее во Македонија се почувствувало македонче, ја сака Македонија и не да го губи името, сега морам да додадам, идентитетот. Детето македонецот и Македонија ги гледа во Вселената на месецот, ги гледа на месечината. Епа тоа е разликата. Некој ќе ми рече, злоупотребувам. Не, ова не е наместено. Ова е случајно пред 5 години. Значи, го земам примерот, сега имаше една така децава биле злоупотребени. Не, некој пат поуката е, наравно учението е. Некој пат, за жал или за среќа, не знам јас, тоа вие ќе ми кажете, децата имаат повеќе свест од нас возрастните. Како беше? Молчењето е срам. Така. Викаат злато било некој. Може би за Некој вика дека е злато. Ајде, кога полагаш испит, оди молчи да видиш за што е молчење. Ке добиеш шеска. Во секој случај, мислам дека се работи за една прилично неосвестена маса луѓе. Се работи за материјалистички, опортунистички маси, кои паднаа на една плитка пропаганда, која ќе влеземе во НАТО и ЕУ, ќе имате 2000 евра Влегоа словенците. Не им е баш влегоа хрватите. Ма еве бугарите, ние не можеме со словенците и хрватите. Ние кога бевме една држава у СФР, ма кога бевме една држава, и тие кукаат. Кога бевме една држава со хрватите и словенците СФР, па имаа 2-3 пати поголеми плати од нашите. Пак треба ние сами да ги засукаме ракавите. Никој нема да ни даде одговор. Ама тоа беа политиките овие 10 години. Обид сами да се сукаме ракави. Меѓутоа на некој му требавме како монета за подкусурување. Така е. Ви благодарам многу за вечерашното гостување во отвореното студио на телевизија Нова. Ти благодарам Сотив што овие информации кои што ги добиваш ги споделуваш со телевизија Нова. Секако повторно ќе имаме повод за овие емисии, ќе видиме како ќе се одвива ТВ одлуките на апелација во наредните денови. Благодарам и вас што бевте овие час и половина со отвореното студио. Станете фреквенцијата на телевизија Нова.
Назад сме во студиото, говориме на тема патриотизам за дрешетки, веќе имаме некои нови информации. Апелација денеска ги започна отворивните јавни седници кои што ги разгледува жалбите на оние жалби кои што се веќе пристигнати од овие 26 седумина македонци кои што се обвинети за тероризам врз уставот и законите на Република Македонија. Господине Костов, многу од луѓето кои што вие ги контактиравте го покажуваат прстот на правниот систем во Република Македонија, велат дека ова е пренасилена мерка и дека во Македонија се почесто и почесто се користи притворот како казна пред судство, нели пред судење, отколку како превентивна мерка за заштита за повторување на кривично дело и така натака. Законите се јасни, но очигледно е дека притворот е како мерка употребува доста во годините наназад. Вие имате едно отворено писмо до судиите кое што го испрати Милојка Калкашлиева, судика на Врховниот суд. Судија во пензија. Така. Да. Што вели она во ова писмо? Вака, први го прифаќам предизвикот дека некој бил заведен, ама би прашала нито. Јас знам дека не го мислиш тоа, дали ти личи на човек што може да биде заведен? Значи, дали оваа судика во пензија, која цел живот поминала низ хиерархијата во судството, може да биде заведена? Таа е во пензија. Сама се јавила, а уште една судика ни прииде на иницијативата, тоа е судијата Смичкова, исто така во пензија. Понатаму, ќе ти одговорам на прашањето. Дали ти личат луѓето Ефтим Клетников, поет, митрополитот Повардарски Агат Ангел, Стојан Стојков, композитор, Александар Јусаков, писател и режисер, Слободан Пренџов, универзитетски професор, Запров диригент, Дардан Венецки, правник и новинар, Мелпомени Корнети, амбасадор, Цветан Гавровски, универзитетски професор. Тоа е јадрото кое почна да се бори за оваа работа, а потоа ние ја презенувавме идејата и ја шириме во Македонија и надвор од Македонија за луѓе. Се познати имиња? Да, ги има 95, ама во читање ќе ни помине емисијата. Сега да кажам, дали овие луѓе ви личат за луѓе кои можеме да ги заведеме? Тука има и друг амбасадор, тука е и Ристо Николски, тука има социолози, тука е Денко Скаловски, тука е Тања Каракамишева, тука се многу луѓе, тука се писатели, еден од последните денови што ни прииде Миневски, писателот и колумнистот и новинар, истражувач и така натаму и така натаму. Господине Костов, морам да ве прекинам овде. Денеска да во Македонија говоревме ние во едно од нашите изминати емисии, рековме ова ќе го правиме нели како еден вид серијал, дека греф е да се има идеја и греф е да се биде патриот, затоа што и да се каже, стои да има кој да има свое мислење од било која фела, веднаш му се лепи етикета. Или е СДСМ-овец ако се ставовите на кај СДСМ, или е ВМРО-овец ако се ставовите на кај ВМРО. Не може денеска човек интелектуалец, обичен човек, граѓанин, да си уметник, како сакате, да си каже некој свој став без да добие етикета. И луѓето почнуваат нормално да се плашат, да го кажат тоа што го мислат, затоа што ќе се залепи етикета. Овие луѓе овде добија етикета. Овие што ги прочитав од 95-те. Ги перкаат и луѓето лево СДСМ и луѓето десно ВМРО ДПМН. Јас се дружам со нив. Година и кусур се дружам, ја уживам во друштвото на ова се врвни интелектуалци. Луѓе со свој став, луѓе со своје мислење. Така. Александар Станковски Рембрандт, кога сме развеселени Ацика го викам, кога сме сериозни филозоф. Па тој ги своите ставови неговите ставови не се ни леви, ни десни, ни на ВМРО, ни на СДСМ. За крстите ми префрлаат, пак со ВМРО си се дружиш. Не. Крстите за мене прво е актер. Веднаш до актер е аналитичар и тоа аналитичар кој блесна многу брзо. Нека ми прости, дори потоа е пратеник и политичар. Значи, ова се луѓе кои размислуваат со своите глави. Значи, затоа и сакавме да се дружиме со нив и да не поддржат. Но политиката не стави во таква ситуација да не стават сите во еден размислуваат со своите глави. И ја знам дека не ме провоцираше, 300.000 луѓе не би ги подценил да кажам дека некој ги заведел. Сега да се вратиме на нашите другари, родолюби во притвор, дали се заведени? Не. Еден Дурловски не може да го заведеш. Еден Владо не може да го заведеш. Тоа се реализирање луѓе кои што Дановски режисерот не може да го заведеш. Сигурно го правеле од срце тоа што го правеле, да. И сега да се вратам на прашањето. Значи, мерката е под точка 2. Точка 1 е премногу сериозното дело која не држи и уште еднаш да се навратиме од првата емисија, значи
терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, Страшно да звучи. скратам, преку насилнички или терористички акт, да се предизвика страф и не знам што. Па овие луѓе не сплотија, па овие луѓе не обединија, да бидам искрен, против тиранската и приштинската платформа. Подоцна, во времето почна да се одвива договор за соработка со Бугарија, а еве сега и законот за употреба на јазиците или за издигање на пиедестал над македонскиот јазик на албанскиот јазик. Значи, тие луѓе ништо терористички не правеа. И сега да се вратам на ова писмо. Ова писмо е едно бинго, едно имедија рес, погода во центарот на медата, бидејќи една независна судика, Калкашлиева, лично не ја познавам, знам, сум ја слушнал, една од поискусните судики во судството, но се одважила, мислам, имајќи преди на своите години, и напишала едно писмо кое ние, знаете како, го посекувавме како мали деца. Еве што е мотото на ова писмо. Вели, со судијата не смее да управува никој, освен под еден правната норма и неговата совест. И сега ќе ви кажа. Правната норма е содржината на работата на судиите, овде ги ставам обвинителите, ако сакате и адвокатите и полицајците. Бидејќи од полицајците почнува, па завршува со адвокатите. А нивната совест е односот кон содржината на законите. Нивната одговорност. Значи, она што велиме, обично за љубов се употребува пеперутка, ама има пеперутка или звездите на кант кога збориме за совеста. Дали ќе ни проработи совеста? Оваа судика, јас сега малку сум слаб во читање, Анита би те замолил првиот пасус. Да, тоа сакам да го прочитам. Дали би сакала да го прочиташ? Подобро од мене го правиш тоа. Вака започнува писмото на господјата судика, вика: изјавувам и се колнам дека во вршењето на судиската функција ќе ги почитувам Уставот на Република Македонија, законите и меѓународните договори ратификувани во согласно со Уставот на Република Македонија, дека ќе судам законито, честно, совесно, независно и одговорно, и дека ќе ги заштитувам слободите и правата на човекот и граѓанинот. Од содржината на оваа свечена изјава, односно заклетва што секој судија ја дава пред да почне да ја врши својата судиска функција, се гледа каква личност треба да биде судијата. Тој освен што мора да ги има стручните квалитети што се бараат за оваа функција, мора да биде независен, праведен, непоткуплив, чесен, совесен, професионално да ја врши судиската функција, треба да биде личност со интегритет. Ја не би додал ништо, не би одземал ништо. Еве какво судство сакаме. И сега видите вака. Ја пак на мојот став, ја не сум еволуирал, заради неколку судии и неколку обвинители, јас не го давам судството, не ја давам јавно-обвинителската организација, затоа што не може само ради неколку ние да генерализираме дека све во оваа држава не чини, или конкретно сега судството и обвинителството. Не, да секој чест има судии кои што се ја треба вака да знаеме. Толку го критикува оној системот, како му беше името, АКАС ли, не знам што, за електронско вадење. АКНИС, благодарам. Знаете што разбрав во моите истражувања? Дека двојца судии определуваат притвор, тоа не може. Компјутер двојца судии не може да определи. Значи, некој друг определува. Моите траги одат кон калето, да ви кажам. Многу често оделе судиите таму на пиење кафе и тие судии се ја притворите. Анита, ова не е закана, ова ќе го запамтиме. Значи, еден судија може да биде излечен и еден. Потоа уште еден да биде излечен и така натаму. Во случајот двојца судии специјално одбрани определуваат притвори. Значи, точка 2 велам сега. Притвор после 7 месеца, а нета е злочин. Ја вака обртно би го поставил прашањето. Зошто мене тие судии и обвинители не ме заштитија, моите 5 деца, мојата сопруга, моето обкружување, моите комшии од овие терористи и 7 месеца ги оставиле на слобода. Значи, ја первертирам сега тезата која е крајно вулгаризирана. Што правеле тие 7 месеца? Туку кога дојде време за пазарлак, бидејќи во оваа држава животот не вреди воопшто и ќе ставаме некој во притвор кој апсолутно не му е таму местото, криминалците ќе ги, за да ослободиме места, криминалците ќе ги ослободиме и ќе хараат по изборите и по улиците и еве гледаме што ни се случува во Скопје и во внатрешност во останатите градови. Последен момент ја поздравувам судиката Милојка Калкашлиева,
последен момент им велам на судиите да се свестат, нека го прочитат ова писмо. Јас знам дека многу луѓе ќе го поддржат, поготово одсуството. Мене веќе ми прииде во веро, ми прииде судија, не можам активен е, од апелација една е, не е Скопска, веќе кажам, не е Скопска, ми прииде и ми рече, Сотир, ова што го правите е гениално, ве поддржувам, знаеш, не можам јавно, од причина што би можело да ми се случи нешто. Јас ве уверувам дека такви ги има многу. И во овој дел завршувам. Деновиве комуницираме со Лондон, со Женева, со Париз. Деновиве ќе видите колкава поддршка на оваа иницијатива нашите македонци се будат и нека биде еден мал срам за нас македонците во Македонија, кои малку се подисплашивме, ова што го збореше Александар е сосема во право, се подисплашивме за животите, не. Извидете, револуцијата, ако е за државата, подразбира и жртва. Верувајте ми, овој пат јас сум спремен. Не знам во кој облик, и овие луѓе што не поддржаа и што се со нас. Ги делиме на два дела. Едни не поддржуваат, а други се со нас. Поголеми дел од на оние што се со нас, да дадиме жртва. Дали еднаш беше ноќта што не славевме нова година, дали сега ќе направиме нешто друго, ќе се изненадите. Секој со своите способности го даваме максимумот да докажеме дека ова се невини луѓе. Времето, впрочем, тоа и ќе го докаже. Веќе почна, не знам дали е организирана, не знам дали и вие имате врска било тоа, веќе почна кампања на колеги уметници на Дурловски на останатите од светот, да поддршка да... Тој дел гениално го води господјата Ана Дурловска, бевме во контакт со нејзе. Таа преку Билд, преку порталите во Австрија и во Германија, многу добро ја врши работава. Не го знаете што е проблемот. Одвекот е овде многу слаб. Вие знаете видео лентата на Дел Монако, што го поддржа Дурловски, колку средства за информирање го објави во државата. Направите анализа и ќе видите. 2-3 медиума, другите не објавуваат. Значи сега имаме мрак, тоа е молкот, е срам. Тоа е малце невозможно денеска во ера на социјални мрежи. Ние тројцата велиме молкот е срам. Срам за интелектуалецот, срам за уметникот, срам за актерот, срам за работникот. И ја, може би многу касно разбрав, со еден од вашите колеги пред емисијата зборевме, ја касно разбрав дека забранетата емисија Ничија земја, што гениалецот Дац ја забрани, тоест забрани да се бунтуваат луѓето што не сакаат драмците да ја изведат, во драмата учествувале неговиот син и синот на Владо Јовановски. Ете докаде свеста е дојдена на нашите демократи кои сега владеат со политиката, со правото, во случајов со културата. И многу брзо министерот Алагиозовски даде налог, никој да не смее да го дигне гласот на револт, бидејќи сите ќе бидат казнети. Ете зошто се молчи. Се исплашија луѓето за екзистенцијата, се плашат ќе добијат откази. Но, некој мора да повиде работава. Мислите, не ни се закануваат. Само ја не сум Бранко Геровски па да плачам секој ден дека некој ми се заканува. Не, се справувам. Се справувам онолку колку можам. Исто, и Крсте се случува со такви заканувања. И Александар и така натаму. Не смееме да молчиме. Значи, верувајте ми, ова е голема вулканица на совеста на власта, ама ќе преиди и на државата. А државата сме сите ние. Сега споменавте дека притварањето на овие уметници е еден вид киднапирање на некој значаен за, во случајов, нели, за опозицијата и огромно бреме, нели, за да може да преговара, така како ве разбрав добро. Опозицијата станува одговорна во случајот затоа што тоа се едноставно опозицијски гласови. Така. Колку сега политиката им помага на овие луѓе или им одмага? Во ситуацијава ВМРО ДПМН вчера излезе и кажа дека не се враќа во собранието, се додека има притворени граѓани и нема демократија и нема правна држава во Република Македонија. Од друга страна па велат дека токму фактот што политиката ги поддржала овие протести се дава за право да рече дека биле заведени, нели, од политиката овие луѓе, односно еве ќе бидам онака отворена. ВМРО ги завело овие уметници да за своите играчки ги играат работите. Колку политиката помага, колку одмага. Од една страна, свесни сме дека во оваа наша Македонија, ако не политиката не потегне нешто, џабе може да утре сабајле да се
да се Нека зборува. да ти кажем нешто. Така, подолго време ги гледам работите и се обидувам да најдам Еве зошто некаква смисла еве на зошто сето Крсто ова. Јовановски влезе во политиката од академските води. Тоа е друга емисија која треба да разговараме. Зошто е тој дали воопшто сега ни се случува нас политика? Дали воопшто сега имаме ние политика? Тоа е посебна приказна. Но да се вратиме назад вака. Вие зборувате дали некој бил заведен. Дека биле луѓето заведени, кој го зборува тоа? На некакви телевизии овде одредени луѓе кои се тешко и дебело платени да му зборуваат на останатиот плебс дека Крсте, Владо или Дурловски и така натаму биле заведени. Зошто тоа го зборуваат? За да може 1000 пати да се повтори лагата и да се поверува. Тоа е едната работа. Втора работа. Паралелно со тоа, што се одвиваше? Се заплашувања на народот. Значи, константно на тие две телевизии настапуваат луѓе со сомнителен багаж, како се дојдени до негде, и константно тврдат и кажуваат што на македонецот му треба, во наводници на македонецот, односно на граѓанинот повеќе. Дека ние кој ќе одиме некаде таму, каде што тие мислат дека треба да одиме, ќе ни биде мед и млеко. Машинерија невидена, за која Александар пред малку спомна, нели, од кај доаѓа и како доаѓа. Бидејќи јас ви тврдам, овие кои се сега таму, немаат толкав ум и разум тоа да го направат. Третата работа. Што се случува сега? Исти актери, кои сега од другата страна, условно, нели, од и политиката ги дели луѓето. Да, на една и друга. Јас знам дека кога сме ние на сцена, политички не размислуваме, бар јас не сум имал таков однос на колега кој бил поблизок идеолошки до СДСМ, односно Кога работите, обратно, си ја работите тие работата. работи не се ни гледаат, но некој сакаше да се видат. Сетете се вие колку уметници, актери и ред други гостуваа на протестите на шерените или на тие митинзи кои ги држеа пред владата, додека физиолошките потреби ги задоволуваа на по тоа паркчето тука и ред други работи што правеа, колку од тие уметници кои држеа микрофон в рака изборуваа за некаков режим и за жигосување на одредена група од другата страна, исто македонци, и кај се сега, на какви директорски или не знам какви места се. Тие по што се привилегирани да бидат она што овие другите не се. И обратно. Додиме понатаму. Господинот Заев рече во една емисија: ние расчистивме со патриотизмот. Ние не сме патриотска партија. Ако тоа он јавно ви го кажува, тогаш вие не можете да барате од него, од другата страна, патриотите да ги милува. Тој ќе ги стави во затвор и ќе ги уништи доколку му се пружи шанса, како што му е сега. Со поддршка од надвор, со поддршка од внатре, луѓе кои никогаш во животот ништо повеќе немаат направено, освен што биле подлизурковци и полтрони. Такви луѓе се потребни за да се случи ова. Што се случува? Се дајават откази. Зборуваше за департизација, така? Што прави тој сега? Свесни ли сме? Но ни еден новинар, Анита, нигде, во напис, го нема јавно вака прикажано. Ајде да видиме во Телма колку честни новинари има. Колку луѓе овие Има, избрка. да не ги прозиваме, Не, бе, јас ги прозивам. Да не ги Не, бе, јас ги прозивам. Колеги, сепак. Нека ме повикаат во емисија, ќе поразговараме малку. Јас сум отворен. Видете, јас не правам разговор никогаш, барем не памтам, во ракавици. Да отвориме теми. Има новинари кои треба да излезат и да оценат колку луѓе до сега се избркани од работа. И врз основа на што? На прикинување на договори. Биле под договор 1, 2, 6 месеци или 3 години. Ако тој 3 години бил под договор, белки стекнал некакво знаење. Така, за областа за која бил примен. Од една страна. Од друга страна, тој е сега избркан затоа што му поминал договорот, ама го примила претходната власт. Затоа тој мора колатерална штета да си оди, на негово место ќе примиме кого? Некој друг, кој тек треба и ово на ново да почне, нели, да го усовршува она Тоа е за што е болката на примен. македонската И сега политика секогаш, пазите толку само, така. нели зборуваат тие најавно дека нема дека департизација, дека луѓето нема да ги бркаат од работа и така натаму. Понатаму, закани, продажба на се што е македонско, криминал. Тргнеме под 3 големи работи ни се случуваат. Ние сите молчиме. Молчењето е срамно. Срам. Сите молчиме. Се случува
тиранска платформа за која нивниот координатор во парламентот, додека не обвинуваа нас дека си даваме реплика на реплика, јавно тврдеше, а и сите тие од СДСМ во парламентот ги гледавте пред 27 април, тиранска платформа нема, велеа, така? Ама тиранска платформа дојде, еве утре, други ден, или утре е закажено дека треба да го гласаат тоа. Законот за Само езиците, малку, да. и Анита, кој кого го лаже? Дали ВМРО-вците вакви онакви, дали Александар уметникот, дали Сотир Костов правник, јавен обвинител и така натаму, ерудит на крај краишта, или овој човек кој е сега на власт со донесување на вакви работи. Пазете уште еднаш, Негов, тој не е патриот. Тие во основата СДСМ немаат патриотски чувства. Затоа го прави ова. Второ, се случува договор на 1 август со Бугарија, каде што нема народ, каде што нема македонци. И тој сега ќе го ратификува, сега за скоро време. Никоме ништа е. Се случува трета работа. Се случува преговори за името. Сега не чека, Пазете на сега, 19. името во една емисија спомнав, тој мисли дека е Македонија, нива во Муртино и дека може да тргува со кого сака и како сака и колку сака, така натаму. Чекај, господине Заев, никој новинар, уште еднаш ќе ви кажам, не зборува за грешната политика со продажба на името. Кој го натера Заев да го продава името и да го сменува? Зошто да го смениме името ние? Од нас кој бара? Грција да се смени ЕУ и името? НАТО. Не, зошто го бара да се смени? Што сме биле? Иредентисти. Со што Македонија покажа иредентизам визави Грција? Кажете ми во овие 20 или шовинизам во овие 20 и колку 7 години. Со што? Тие велат со Пазете, провокации, ама со кои се тие именување провокации? на ги чуеме. аеродромот, Остете, автопатот. видете сега, Так. аеродромот и Смешно ова е. тоа што го носи името на Александар Македонски, во исто друга една емисија спомнав дека има 70 споменици на Александар Македонски низ Европа. Од кој еден монументален е нели во Единбург во Шкотска. Зашто ти имаат право да го користат Александар, а ние не? И ако е така веќе, нели не бил само Александар Македонски, зошто мене ми сеускратува правото да го користам, а нив не? И обратно. Зошто да морам да го сменам? Кој од кого го побарува тоа? Човекот рече дека немаме црвени линии. Завчера на телевизија кажа вака: ви благодарам на новинарот, на грчкиот новинар, му рече: ви благодарам што бевте гости во северниот сосед или кај северниот сосед. Се надевам дека оваа емисија ќе биде добра и ќе ги задоволи критериумите на граѓаните на Република Грција. Човек кој е премиер на држава, која се вика Република Македонија, не ја спомна во интервјуто. Тој зборуваше мојата страна. Тој на крајот рече северниот сосед. И сега ние сите молчиме, се занимаваме со нешто кое е периферно, со работи кои не се важни. И последно да завршам, што е многу важно. Ако е толку добро менувањето на името, влегувањето во Европа, влегувањето во НАТО, имаме ние, како се вика, доволно комшиски земји околу нас, кои со самото влегување во НАТО или во Европската Унија што добија, а што изгубија. Дали има овде некој свесен да каже колку Македонија на годишно ниво ќе треба да партиципира во НАТО кој ќе биде членка? И што од тоа се Дека тоа се враќа? Но пари. тоа се други работи. Так. Само малку, значи да рековме да завршиме. Мислата ми беше, зошто Македонија да го смени името? Кој ја тера да го смени името? Ако е тоа услов за влегување во Европа и во НАТО, мене тој услов не ми треба. Не, благодарам. Не само малку. Идентитетот да ми го сменат. Ако во Бугарија, во Албанија, во Грција нема македонско малцинство, тогаш ние немаме македонска држава. Немаме македонски идентитет. Тоа е главната причина зошто ни се случува сето ова. И сега во еден ваков Дали мислите галиматијас... дека сето ова што се правеше, мислам, така насетувам, поправете ме ако грешам, дека беше направено за сега да не може народот да излезе, да му е страв да излезе на улица за овие работи? Не само да му е страв, и да не смее ВМРО ДПМН да организира протести, макар да и од неговите членови или симпатизери. Макар да и као политик да нареди на членовите или на симпатизерите излезете да протестираме против ова што ни се случува.
Значи, тоа е вешто смислена клопка, или како се вика примка, за да можеме ние да влеземе внатре и да станеме анонимуси, да станеме цивковци, да бидеме емигранти, анита во собствената земја. Дали мислите, господин Станковски, дека македонскиот народ ќе го прифати се ова така подготнувајки како што одат работите? Мислам, сепак има луѓе кои што сметаат, како и господинот Крсто Евановски, господинот Сотир Костов и ред други, нели и вие, дека не треба да се смени името, дека не треба ова, дека не треба она. Дали мислите дека ќе помине ова само со овој страф? Вака, да направам едно мало пледоаје. Мислам дека целата оваа харанга за дерогирање и урнисување на владата на ВМРО беше поради една проста причина. Затоа што владењето од тие 10 години на ВМРО покажа дека не е потребен толку на Македонија ни НАТО, ни ЕУ за да просперира. За да намали вработеност од 38,9% на 22%. Да привлече 130 компании, од кои десетици мега компании, нели, мултинационални компании. Потоа да направи бум градителски во државата и на инфраструктурен план и на институционален план, просто да го промени кодот на македонската држава од една полуцивилизирана простачка селендра, рударски град Скопје, нели, во една пристојна балканска метропола, која сега веќе им конкурира на сите балкански метрополи. Со проектот Скопје 2014, но не само со тоа, и не само во Скопје. Како и да е, тоа стана опасност. Не опасност по нивните интереси во Македонија, туку во регионот. Имаат уште еден пример, тоа е Турција. Значи, тие ги губат конците и затоа вакви идиотски и панични реакции. Ова со притворањето на овие луѓе, на овие уметници, ќе има страотен одек во европската и светската демократска јавност и интелектуална јавност. Само треба време, затоа што сме ние малце на периферија. Па додека дојде веста, нели, до Стамбол, до Рим, до Њујорк, до Брисел, се едно. Но таа ќе дојде, зашто информацијата патува. Посебно преку мрежите, нели? Дури и кога има информативна блокада, како што е сега. Сега веќе има сериозни дискусии во Унијата за ова што се случува во Македонија. Тие зборат како политичката криза е решена. Не. Допрва почнува вистинската политичка криза во Македонија. И тоа нема да биде ограничена само во Македонија. Таа ќе се растрка низ целиот регион. Затоа се овие панични, гангстерски, апашки методи на уцена на една политичка структура, дури и на цел еден народ. Зашто не е одговорноста само врз ВМРО, ДПМН за апсењето на овие маченици и херои на македонскиот народ, туку и врз целиот македонски народ и врз сите граѓани на Република Македонија, кои тие ја нарекуваат ФИРОМ. Сега доаѓа момент кога македонскиот народ и сите граѓани, не само македонците по етничка провиниенција, туку сите граѓани на Република Македонија, без оглед од која етничка провиниенција се, треба да станат за слободата, за цивилизацијата, за Тоа ве културата. прашувам. Нешто во право е господинот Крсто кога кажа дека се случува работи за кои што може би имало протести во минатото, би се случувале протести, сега не се случуваат протести после апсењето на овие. Не се случуваат затоа што народот е зашаметен како во некаков нокаут, кога вие ќе изгубите. За ден-два ќе бидеме демонтирани. Почнуваат протестите 15, 16, 17. Ќе видите. Кога, значи... Бидејќи прашувам, знаете зашто прашувам? Еве, сите грчки медиуми, дури и нашите медиуми ја пренесоа веста дека Солун ќе гори на 21 јануари. Односно дека големи протести, големи петиции, да го нема зборот Македонија во договорот. А што е тоа? Најавени Знаете што е тоа? Тоа е иридентизам. Тоа е шовинизам. Кај нив немаше Македонија. Кај нив имаше Северна Грција. Кај нас е Македонија. Од 45-та година. Да, меѓутоа таму еве веќе се Државнички гледано. најавени протести, И сега, иако... да ја нема Македонија, значи што е? Ние да дојдеме таму. Ете ти го иридентизмот и шовинизмот. Знаете кога е створена Грција, дека таму негде била до Коринт,
па потоа се шири во еден брат, Градови па држави во втор, биле. па во трет. Така. Па еве ти го Мегали идентизмот. идејата. Па да,